Предавањето со креда на табла повеќе не привлекува внимание кај учениците. Затоа министерката за образование и наука Весна Јаневска децидна дека зелената табла се менува со смарт табла. Но од друга страна и со помош на вештачката интелигенција, Јаневска денес потенцираше дека општеството ќе има бројни придобивки, како учениците, така и наставниците. Наставниците можат вештачката интелигенција, ако ги има податоците за темата која учена, може да им направи наставни ливчиња, може да им направи тестови, може да им направи вежби. Децата можат, сега учениците, можат да ги користат за на една платформа да вежбаат, да решаваат задачи, да одговараат прашања од она што им е предадено или што го имаат како тема предвидена од бирото и како тема предвидена во учебникот. Значи, се тоа ќе биде многу побрзо и се тоа ќе биде соодветно на она што се случува во светот во овој момент. И ова ќе го повторам бидејќи е важно. Денешните генерации се многу различни од оние пред 20 години. Огромен број на деца на светот имаат во сопствените раце паметни телефони. Тие се научени да гледаат по, можеби не 300, фигуративно кажано, по 50 слики во 2-3 секунди. За нив веќе предавањето со креда на табла не привлекува внимание. Ги сменивме зелените табли со смарт табли, но и тоа е нешто поинако од она што тие можат да го следат во смарт телефоните. Најголемата придобивка што учениците ќе ја стекнат од употребата на вештачката интелигенција, според Јаневска, е тоа што ќе развиваат првенствено креативно мислење, како и што ќе им овозможи да го вежбаат она што им недостасува. Најголемата придобивка која учениците според мене ќе ја стекнат од употребата на вештачката интелигенција во наставните програми, што ќе развива првенствено креативно мислење, односно ќе ги натера да мислат и што ќе им овозможи да го вежбаат она што на нашите деца, да речеме, според PISA тестирањето им недостасува. Но за се ова да се направи, треба државата да има капацитет. Ние имаме одлични информатички факултети, но секоја друга помош е добре дојдена, затоа што немаме време. Она што требало да се направи во изминатите 7-10 години не е направено и затоа ние како Министерство се обидуваме да вклучиме што е можно повеќе наши партнери, особено важно со општествена одговорност, бесплатно, free of charge, да помогнат на сопствената држава, на сопственото општество, на сопствените деца. Инаку министерката Јаневска останува децидна дека учениците ќе добијат голем број придобивки од вештачката интелигенција, со што ќе имат уште подобри можности за да се образуваат.